Почитувани сограѓани, додека премиерот Зоран Заев ја занимава јавноста со внатрепартиските комбинаторики, борбата за превласт и сењето на магла во јавноста за некакви промени, во економијата продолжуваат да се нишат негативни резултати, неуспеси и да опаѓа стандардот на граѓаните. Додека граѓаните се вистински незадоволни од неработа на државните функционери од СДСМ, премиерот Заев прави смени на партиски функции се со цел да одбегне сопствена одговорност за поразите во политиката и економијата, додека истите тие луѓе продолжуваат да ја водат државата. Ниту ваквата парада не може да го сокрие податокот дека капиталните инвестиции за првите 4 месеци се исклучително ниски и изнесуваат 9,83% од планираните капитални инвестиции за целата година. Овие резултати се полоши дури за 10% од истиот период во 2018 година, кога беа реализирани исто така ниски 10,96% од планираните пари за капитални расходи. Буџетот наместо за капитални расходи се троши за тековни трошоци. Вистинско преживување по принципот купи ден помини. Нема инвестиции во нови патишта, болници и училишта. Нема инвестиции во градежништвото. Истото замира додека стандардот е се полош. Нема инвестиции во инфраструктурата, а таа е предуслов за одржлив економски развој, за подобрување на приватниот сектор, за побрзо движење на граѓаните, производите и услугите, за ослободување и стимулирање на приватните инвестиции, за раст на вработувањата и платите, за подобар квалитет на животот и вложување во иденината на државата. Економскиот тим на владата е најнеуспешниот во нашата историја. Ниското ниво на капитални инвестиции, што е факт, кој говори за неспособноста и неработењето на владата. И ова не се покрива со никаква метла, со никакви розови очила, ниту пак голи пиар алатки. И секој еден човек знае дека кај СДСМ ништо не се менува, ниту пак ќе биде подобро. Македонија заслужува повеќе. Македонија заслужува правда и работа која ќе донесе стандарди и успеси за сите граѓани.